Со почитување на сите мерки на заштита, растојание меѓу масите, носење маски на персоналот, кафулињата и рестораните по 2,5 месеци пауза ги отворија вратите за гости. Првично работат само оние локали што имаат тераси, а на секоја маса ќе може да седнат по максимум 4. По повеќе од 2,5 месеци пауза, угостителите денеска ги отворија вратите за гости. Веќе од денеска и од утре па натаму, секој може да го испие своето кафе во својот омилен локал. На здравје! Но сепак, иако дел од сопствениците се потрудија максимално да ги испочитуваат предвидените мерки, останува на свеста на граѓаните дали тие ќе се придржуваат кон тоа. Менаџерите се задоволни од почетокот со работа. 3 страни ние нашиот објект нема 3 страни, така да на третиот дел моментално нема да ни функционира. Доколку има измени околу законот, се надеваме дека и внатре ќе почнеме да функционираме како што треба. Угостителите велат дека и покрај загубите, цените остануваат исти. Според нив не би било фер да се печали врз грбот на гостите. Цените остануваат исти како и претходно, значи стандардните цени што и пред епидемијата да настапи, значи. Така, пошто се шпекулираше, знам дека и тоа што можевме да чуеме дека сепак 2,5 месеци е таа пауза, па сега ете за да се надокнади па да се покачат. Не, значи не конкретно за нашиот ресторан, значи цените се стандардни тие што беа и пред. Мада трошоците се зголемени од аспект на средства за дезинфекција. Токму и затоа ве прашувам, да. Да. Али ќе продолжиме со цените кои функциониравме и во идеја. Може би е различен начинот на кој рестораните ќе се борат за враќање на гостите, но заедничко за сите е дека вака или онака животот мора да се врати во нормала. Протоколот за работа на угостителските објекти за исхрана предвидува дека работното време е ограничено и тоа од 8 до 22 часот. На отворениот простор за послужување на гостите каде има поставено маси, треба да се обезбеди растојание од столче до столче од 1,5 до 2 метри со соседните маси. Според протоколот дозволено е максимум 12 лица на споени маси заедно и тоа со задолжително растојание помеѓу гостите. Инаку барем денеска, дали поради лошото време или пак поради доза на страв, сепак добар дел од локалите во Скопје останаа полупразни.